Тендерот за избор на компанија која ќе треба да изработи проект за тунелите под Кале е поништен, поради формални недостатоци што ги имале понудите што пристигнале во градот Скопје. На јавниот повик кој беше објавен лани во октомври за изработка на основни проекти за продолжување на булеварот Свети Климент Охридски, со изградба на мост на Вардар, подземни тунели и поврзување со булеварот Никола Карев е поништен од страна на Комисијата за јавни набавки, поради недостатоци од формален карактер, а на посочениот повик се пријавија 3 фирми, информираат од град Скопје. Тендерот за изработка на основниот проект и на измените и дополнувањата на проектот за инфраструктура на идната скопска сообраќајница беше распишан лани есента, а заврши на средината на јануари. Основниот проект по кој ќе се градеа тунелите требаше да биде готов за 8 до 10 месеци, најдоцна до септември годинава. Проектот Тунели под Кале ќе вклучува изградба на нова сообраќајница која ќе ги поврзе општините Центар и Чаир преку продолжување на булеварот Свети Климент Охридски со мост и вијадукт над реката Вардар и тунел под Скопското Кале кон Пластичарска улица. Со новото сообраќајно решение на град Скопје се предвидува од северниот до јужниот дел на главниот град да се стигнува за 10 минути и ќе се намали сообраќајниот метеж на мостот Гоце Делчев, каде дневно поминуваат до 90.000 возила. Целта на град Скопје е со овој проект да се поврзе булеварот Свети Климент Охридски со Пластичарска улица во Чаир. Булеварот ќе биде издигнат во висина од 6 до 9 метри. Потоа од зградата на владата на Република Македонија сообраќајот ќе се одвива по нов мост преку реката Вардар, кој ќе биде долг 173 метри, а широк 20 метри и ќе има 4 сообраќајни ленти. Мостот ќе продолжува како вијадукт долг 262 метри, се до влезот во тунелот под Калето. Со реализацијата на овој проект, Скопје за прв пат ќе добие тунел долг 250 метри, а широк 20 метри. Од тунелот сообраќајот ќе продолжи на кружен тек издигнат 5 метри над Пластичарска улица.